Дневник на К1, добро вечер. На светскиот ден на медиумите го започнуваме централното издание на Дневникот. Оваа година светскиот ден се совпаѓа со три големи пресвртници, односно усвојувањето на првиот закон за слобода на информирање во светот на територијата на Шведска и Финска пред 250 години, како и усвојувањето на Виндхок декларацијата за принципите на слобода на печатот пред 25 години. Во продолжение да ги погледнеме настаните кои го одбележаа денот. За 20 милиони евра се зголемени странските инвестиции во февруари во однос на истиот месец минатата година. Зајакнате медицинскиот кадар во јавната здравствена установа Општа болница Велес. Велес се подготвува за манифестацијата Топол културен бран. Со 20 милиони евра се зголемени странските инвестиции во февруари во однос на истиот месец минатата година. Според позитивните податоци со кои излезе Народна банка, политичката криза се уште нема сериозен одраз врз странските инвестиции. 34,2 милиони евра тежи салдото на странските директни инвестиции во првите 2 месеци од годинава. За 31 милион евра истите се зголемени во февруари во однос на јануари. Според статистиките на Народна банка, во вториот месец годинава во земјава влегле 32,6 милиони евра странски директни инвестиции, за разлика од јануари, кога овој износ изнесувал 1,6 милиони евра. Во февруари минатата година пак странските директни инвестиции изнесувале 12,5 милиони евра, што е за 20 милиони евра помалку во однос на оваа година. Според позитивните податоци со кои излезе Народна банка, политичката криза се уште нема сериозен одраз врз странските инвестиции. Во првите 3 месеци од годинава најавени се нови 16 компании кои ќе инвестираат на македонско тло. 4 од нив веќе подпишаа договор за реализација на инвестициите, 4 започнаа со производство, 2 компании започнаа да ги градат своите објекти, додека 3 компании најавија дека донеле одлука да инвестираат во Македонија. Во блиска иднина најавени се уште 3 инвестиции. Со нивната реализација, надлежните очекуваат нешто повеќе од 6000 вработувања и инвестиции над 100 милиони евра. Според министерот за странски инвестиции Бил Павлевски, инвестицијскиот циклус ќе продолжи во иднина и покрај тоа што политичката криза има влијание врз странските компании. Со макотрпна работа овој тренд инвестицијски циклус продолжува. Што спомнавте, 16 компании веќе ги реализираат своите инвестиции и очекувам овој домино ефект секако да продолжи. И ова е основано врз на дискусиите што ги имаме со нови компании што доаѓаат, меѓутоа и со оние постоечки компании што веќе инвестирале тука во Република Македонија. Еден многу позитивен фактор што сакам да го назначам е тоа што постоечките компании веќе кои инвестирале тука, многу од нив инвестираат во втори, трети производствени капацитети. Значи тоа е еден одличен индикатор дека добрата бизнес клима во Македонија е продолжува и овој тренд очекуваат овие инвеститори секако да продолжи и во иднина. Според Павлевски, одлуката странските компании да инвестираат во Македонија, меѓу другото, се должи на позитивните искуства кои им ги пренесуваат веќе постоечките странски компании во земјава. Компаниите од технолошко-индустриските зони имаат најголем удел во вкупниот извоз во земјава. Токму од нив лани на странските пазари пласирани се производи во вредност од 1,6 милијарди евра, бројка која оваа година се очекува да биде поголема. Асфалтирање на третата улица во село Тимјаник, како и асфалтирање на патниот правец Калањево до излетничкото место Бела Вода, се само дел од инфраструктурните проекти кои ќе бидат реализирани во рамки на ИПАРД програмата. Во тек е реализација на сите проекти од ИПАРД програмата во општина Неготино. По асфалтирањето на двете улици во село Тимјаник, од 6 мај ќе започнат и градежните активности за асфалтирање и на третата улица во ова село. Сите три со вкупна должина од 1000 метри. Најавено е веќе од самиот изведувач дека на 6 мај најкасно ќе започне со асфалтирање на
800 метри, тоа е првиот проект финансиран од ИПАРД програмата, каде што општина Неготино има обврска само да го плати данокот на додадена вредност. Истите ќе бидат асфалтирани, значи веднаш по великденските празници во почетокот на месец мај. Преку истиот проект ќе се асфалтира и регионалниот пат село Крњево до комплексот Бела вода во должина од 650 метри. Станува збор за изградба на линиска патна инфраструктура која ќе обезбеди полесен и посигурен пристап до ова излетничко место, кое е посетувано како од граѓаните на општина Неготино, така и од жителите на другите градови од Македонија. Општина Неготино ќе им помогне, тоа ќе им излезе во пресред на сите оние кои во викенд населбата Калањево имаат викендици да можат по тој асфалтен пат да комодно патуваат без разлика какви се временските услови. Знаеме дека таму е развиен и ловниот туризам, така да гледано и од тој аспект голема група на љубители на ловниот туризам веќе изразија задоволство за изградба на тој патен правец. Со реализација на овој проект ќе се изгради модерен и современ пат од Калањево до Бела вода, кој ќе гарантира и поголема сигурност на сите учесници во сообраќајот кои се упатуваат кон ова излетничко место. %80 поддршка од државата за системот капка по капка и ископ на нови бунари е само дел од низата проекти што владата ги нуди за земјоделците. Со инсталирање на овој систем се зголемуваат приносите и можност за заработка. 80% поддршка од државата за системи капка по капка и ископ на нови бунари е само дел од низата проекти што владата ги нуди за земјоделците. Преку употребата на овој систем веќе е докажано дека се зголемуваат приносите за 2, 3 или повеќе пати, што значи зголемен приход и можност за заработка. Тоа е една изварена работа кај што ќе треба да имаме и повеќе апликации, значи како што најавија и ќе имаме и 80% повратна средства за земјоделците. Значи, ние сме тука за цела документација да склопиме, така да капката е иднината на земјоделството. Ако во изминатите години приносите на пченка во Македонија беа околу 4 тони на 1 хектар, денес со инсталирање на системот капка по капка постигнате просечен принос од 13 тони на 1 хектар или повеќе од 3 пати во ситуациите кога се употребувал системот. Капка по капка е, да не речеме дубово пубо, ние имавме искуство пред тоа со усаид со пченката. Значи, многу апликанти земаа кај нас капка по капка за пченка кои што имаа молозни крави. Значи, таму имаше гратис на 1 хектар се даваше капка по капка, каде што таа капка беше 2600 евра. Не е мала пара. И плюс тоа, они имаа многу кратно зголемување на своите приноси. Со мерките и програмите за рурален развој и субвенционирањето кое го нуди државата, се повеќе млади се одлучуваат да инвестираат во земјоделието. Максималната површина за која ќе се однесува поддршката за субвенционирање на систем капка по капка ќе биде до 50 хектари. Од година во година финансиската поддршка е се поголема, а бенефитите и придобивките се повеќе од очигледни. Концерната индустрија бележи зголемување на извозот. Приносите на градинарите кои минатата година беа добри, придонесоа за зголемена работа и на преработувачките капацитети. Расте бројот и на договорите со земјоделците за откуп на суровини. Извозот на конзервната индустрија бележи континуирано зголемување на странските пазари. Приносите на градинарите кои минатата година беа добри, придонесоа за зголемена работа и на преработувачките капацитети. Минатата година преработувачите на зеленчук и овошје извезоа речиси 49.000 тони готови производи, чија вредност е 55 милиони евра. Ова представува зголемување за 3% за разлика од претходната година. На високиот квалитет и квантитет на градинарските култури влијае поволните временски услови кои се најдобри во последните 5 години. На германскиот пазар, кој е најголем потрошувачки пазар, водечки е и натаму ајварот како и преработките од црвените пиперки. Искористеноста на преработувачките фабрики во земјава е се уште недоволна. Конзервната индустрија користи само 40% од капацитетите. Расте бројот на договорите со земјоделците за откуп на суровини.
Новите вработувања во општата болница во Велес дополнително влијаат на зајакнување на медицинскиот кадар. За поквалитетни услуги на пациентите заслужни се и новите апарати кои Велешката болница ги доби од Министерството за здравство. Општата болница во Велес го зајакнува својот медицински кадар. Новите вработувања и трансформацијата на работното место дополнително влие на кадровското зајакнување, напомена министерот за здравство Никола Тодоров при неодамнешната посета на болницата во Велес. Воедно потенцираше дека околу 75 здравствени работници биле пратени на едукација во Турција, Бугарија и Словенија. Имаме и сериозно кадровско зајакнување на општата болница Велес, некаде околу 45 лица во овие години здравствен персонал се примени и околу 35-6 беа трансформирани со трансформацијата на волонтерите. Што значи тука бројката е некаде околу 80 на лица со кои што е кадровски зајакната болницата. Сите доктори, вели Тодоров, кои се примени во Велешката болница се веќе пратени на специјализација, а дел од нив и на субспецијализација. Воедно тој потенцираше дека 4 доктори специјалисти се префрлени од приватното во јавното здравје. Дополнително за поквалитетни услуги за пациентите, заслужни се и новите апарати кои Велешката болница ги доби од Министерството за здравство. Според дежурната служба на итната медицинска помош од Кавадарци и полициската станица, првомајските и велигденските празници поминале во мирна атмосфера, без позначени нарушувања во однос на безбедноста и здравствените проблеми кај кавадарчани. Кавадарчани дисциплинирани за време на велигденските и првомајските празници, иако годинава двата празници беа во ист ден, сепак дежурните служби во здравството и во полицијата со многу малку настани во нивните дневни билтени. Во дежурната служба на итната медицинска помош, како што ни соопшти и началникот Антоан Паракеов, во однос на дијагнозите покрај вообичаените имале дијагнози кои што се однесуваа пред се заради исхраната, односно прејадување или со стомачни и желудочни проблеми и болки. Имало и пациенти со зголемен крвен притисок, пациенти со колапс, односно со пат на крвниот притисок, вртоглавици кај хронично болните, пред се поради временските промени. Позначајна интервенција за време на велигденските и првомајските празници при полициската станица од општа надлежност Кавадарци е синоќашната сообраќајна несреќа кај Росоман, во која 3 лица биле повредени при судир на патничко возило и автобус. Сообраќајната несреќа се случила во 21 часот и 15 минути на магистралниот пат Градско Прилеп во близина на Росоман. Во несреќата со повреди се здобиле возачот на патничкиот автомобил, кој бил пренесен во клиничкиот центар во Скопје, како и двајца негови сопатници на возраст од 32 и 15 години, на кои им била укажана лекарска помош во ЈЗО Општа болница Кавадарци. При овластување на јавен обвинител, увид на лице место извршила увидна екипа од секторот за внатрешни работи Велес. Од полициската станица соопштуваат дека освен ова не се регистрирани некои позначајни нарушувања на јавниот ред и мир. И покрај зголемената фреквенција на патнички и други моторни возила, сепак полициските службеници биле присутни на терен и се регулираше сообраќајот во оние места каде што тоа било неопходно. Во тек е конкурсот за манифестацијата Топол културен бран. Право на учество имаат општините во земјава кои треба да достават прецизна програма од сите области на културата. Општина Велес ќе аплицира со 2 проекти на конкурсот, а настаните се реализираат во месец јули и август. Општина Велес ќе аплицира со 2 проекти на конкурсот за манифестацијата Топол културен бран, кој го објави Министерството за култура на Република Македонија. Право на учество имаат општините во земјава кои треба да достават прецизна и сеопфатна програма од сите области на културата: филм, театар, музика, танц, литература и ликовна уметност. Традиционално, настаните се реализираат етапно во јули и во август. Имаме концерт и изложба и промоција на книга од домашни, од македонски автори, македонски и велешки автори, и во вториот дел, односно втората етапа на Топлиот културен бран, веќе сме во преговори, исклучен и меморандум за соработка, за соизјава за партнерство со културно-уметничко друштво од Клjuč,
Босна и Херцеговина, од Шибеник од Хрватска и и ансамблот Керамичар од Велес. Во вториот дел на 28 август во чест на Голема Богородица предвидено е да има промоција на книга, изложба на гостите од Клjuč, Загреб и Шибеник и концерт на отворено во амфитеатарот во Младински парк. Целта на овој проект е културата од сите меридијани да се доближи до граѓаните, пред се да се промовира локалната, националната, но и странската култура пред пошироката публика. Конкурсниот рок за пријавување трае заклучно со 27 мај годинава. За 0,5 денари се зголемува цената на бензините од ноќеска на полноќ, а цената на дизелот за 3 денари, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Половина денар поскапува Евро Супер БС 95 и литар ке чини 62,50 денари, а за 1 денар се зголемува цената на Евро Супер БС 98, кој ќе се продава за 64,50 денари за литар. Вестите од Македонија во продолжение. Великден или празникот на Христовото воскресение е дефинитивно најголемиот христијански празник. Страдалната седница заврши со новиот ден, денот на воскресението. Денес се установува тајната на осмиот ден, односно идниот ден кој треба да дојде за никогаш да не заврши, како што завршува секој ден за ова наше време. Христовото станување од мртвите е потврда на сите негови зборови, на сите негови ветувања. Утрото на третиот ден од Христовата смрт до неговиот гроб дојдоа прво жените мироносци и ја најдоа тргнатата плоча што го затвораше гробот. Внатре во гробот сретна еден пресветол ангел кој им ја кажа веста за Христовото воскресение. Оваа вест од тогаш секоја година ја објавува црквата низ целиот свет како најрадосна вест за целиот човечки род. До 20 мај процедурата за прочистување на избирачкиот список треба да заврши и дотогаш секој што смета дека во списокот има некаква аномалија треба да достави доказ за тоа или ако смета дека постојат причини за недоверба кон списокот, предлог како да се поправат состојбите, изјави членот на Државната изборна комисија Субхи Јакупи за Дневник. Според него и според законот, таква обврска имаат и двајцата членови на ДИК од СДСМ Виолета Дума и Игор Милев, кои ги бойкотираат седниците, како и председателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски, кој гласаше против завршниот извештај за проверката на гласачите. Во својата изјава вели дека избирачкиот список е ставен на јавен увид и тие секојдневно ја следат состојбата со забелешките што пристигнуваат од сите градови. Добиваат секојдневно нови податоци и на тој начин, како што вели тој, се прави еден вид прочистување и така ќе биде се до 9 мај. Субхи Јакупи напомена дека свој предлози за прочистување на избирачкиот список по 9 мај ќе може да достават и политичките партии. Според него, главните работи за прочистување на списокот се завршени. Судењето за двајцата демонстранти осомничени за сторено кривично дело учество во толпа нема да се одржи денес. Демонстрантите кои беа уапсени на 14 април поради основи на сомневање дека за време на одржување на ненајавен протестен собир на кој присуствувале околу 2000 граѓани, учествувале во толпа, при што фрлале тврди предмети, го кршеле инвентарот и извршиле други оштетувања на надворешноста и на внатрешниот дел на објектот на Народната канцеларија на председателот на Република Македонија, предизвикувајќи значајна материјална штета. Најавиле дека ќе ја признаат вината доколку не ја плаќаат целата штета на канцеларијата која ја предизвикале и други. Штетата од демолирањето на Народната канцеларија на председателот на Република Македонија изнесува 880.000 денари или приближно 15.000 евра. Двајцата обвинети денес во судот беа донесени со полициска придружба од куќен притвор кој им беше одреден минатата недела во трајање од 30 дена. Нови 30 дена куќен притвор добија и членовите на Левица кои беа уапсени на 25 април, исто така за учество во демонстрациите од ноќта на 13 април. Покрај лицата кои добија кривични пријави против 11 демонстранти беа поднесени прекршочни пријави. Кипарските грци ќе патуваат во Турција без визи. Првпат во демократската историја на Шпанија, шпанскиот крал Фелипе IV го распушти парламентот за да се оди на нови предвремени избори на 26 јуни. Ова е свето денеска.
Првпат во демократската историја на Шпанија, шпанскиот крал Филипе IV го распушти парламентот, за да се оди на нови предвремени избори на 26 јуни. Земјата е во политичка криза откако изборите во декември го разбие традиционалниот двопарски систем и внесоа во парламентот 4 големи партии, од кои ниту една нема мнозинство. Ова е првпат во Шпанија да бидат повторени изборите. Уставот на Шпанија предвидува минимален рок од 54 дена меѓу распуштањето на пратениците и новите избори. Изборната кампања ќе трае 15 дена, плюс ден на предизборен млк, што значи дека ќе почне на полнок на 10 јуни. Првата сесија на новиот парламент треба да почне на 21 јули, но нема определен рок за гласање за нов премиер, што пак значи дека и по овие избори Шпанија може да остане без нов владин кабинет со месеци. Кипарските грци, доколку сакаат да ја посетат Турција, нема да имаат потреба од визи, согласно договорот на Европската Унија и Турција за либерализација на визниот режим. Оваа одлука ја објави турската влада во службен весник, според која одобрува кинување на визите за европски државјани, веднаш откако Европската Унија ги укина визите за турските државјани. Се очекува Европската комисија да предложи утре укинување на визниот режим за Турција, за да обезбеди продолжување на соработката на Анкара за примена на договорот за запирање на илегалната имиграција. Меѓу најголемите пречки во односите меѓу Турција и Европската Унија е одбивањето на Анкара да ја признае Република Кипар членка на Унијата. Фудбалерите на Лестер Сити ја освоија шампионската титула во премиер лигата во сезоната 2015-2016. Црвена ѕвезда ја одбрани титулата во АБА лигата, откако во финалната серија беше подобра од Мега Лекс со 3:0 во победи. Спортските вести во продолжение. Тимот аутсайдер кој минатата година се бореше за опстанок во неелитното англиско првенство направи историски пресврт на 2 кола пред крајот на сезоната. Лестер Сити ја потврди шампионската титула во премиер лигата. Синокешното реми помеѓу Челси и Тотенхем за лисиците значи недостижни 7 бода предност во однос на Тотенхем. Спарси најпрво со предност од 2:0 го имаа надпреварот на Стенфорд Бридж за да останат во игра и да извршат притисок врз фудбалерите на Клаудио Раниери. Во вториот дел Кейхил и Азар израмнија на 2:2 и се погрижија титулата да заврши во рацете на фудбалерите на Лестер. Градот Лестер е центарот на случувањата за целата спортска јавност, каде стотици фанови во сини обележја ја слават победата на досега просечниот фудбалски клуб. Интересен реванш се очекува вечерва на Алиенц Арената по минималната победа која Атлетико Мадрид ја оствари на домашен терен против Баерн Минхен. Баварците немаат право на грешка која ќе им го загрози посекуваниот позитивен резултат и подобра гол разлика. Јорганџиите на домашен терен славеа со 1:0 без поголема офанзивна игра, а сега ќе имаат уште потешка задача на гости кај баварците, кои се очекува да не дозволат да поминат без постигнат гол во 180 минути. Диего Симеоне вечерва ќе може да смета и на Диего Годин, кој ќе ја подобри дефанзивната линија на Атлетико. Од дуото Томас Милер и Роберт Левандовски, помогнато од Даглас Косте и Франк Рибери, се очекува офанзивна игра која ќе го пробие шпанскиот кордон. Надпреварот е на програмата од 20 часот и 45 минути. Црвена ѕвезда ја одбрани титулата во АБА лигата, откако во финалната серија беше подобра од Мега Лекс со 3:0 во победи. По Партизан,
Црвена звезда е вториот тим кој успеал да ја одбрани титулата во регионалното надпреварување. Третиот меч од серијата Црвена звезда го доби со конечни 61:49. Американецот Квинси Милер со 18 поени и 8 скокови ја предводеше Црвена звезда, додека во спротивниот табор најефикасен беше Раде Загорец со 21 поен. Стефан Јовиќ од редовите на Црвена звезда беше прогласен за најкорисен играч во финалната серија од плејофот на регионалната Јадранска лига. Оклахома го возврати ударот откако во првиот надпревар беше поразена со 32 поени разлика од Сан Антонио. Во изедначениот надпревар кој се одигра во Тексас, громовите славеа со минимални 98:97, со што успеа да изремнат на 1-1 во полуфиналната серија на Западот. Дурент и Вестбрук по слабата партија пред две вечери постигнаа вкупно 57 поени. Претходно на програмата беше и првото полуфинале од Источната конференција, каде Кливленд ја порази Атланта. Во петтата победа на петтиот одигран надпревар во плејофот, Кавалерс беа предводени од Леброн Джеймс со 25 поени, Кайри Ирвинг постигна 21, а ефикасен беше и Кевин Лев со дабл-дабл учинок од 17 поени и 11 скока. Времето утре е претежно облачно со повремени врнежи од дожд. Ќе дува засилен северен ветер долж по Вардарието. Деталите во продолжение. Тука го завршуваме централното издание на Дневникот. Имете пријатна вечер. Пријатно.